Почитувани гледачи, време е за вестите на телевизија Здравкин. Јас сум Габриела Лескова, ова се настаните на денот. Почина поранешниот началник на СВР Велес Игор Ангеловски како последица од COVID-19. Женските борци во кајакану клубот Арка Борец Велес пред нашата камера. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски е позитивен на коронавирусот. Најмладите женски таленти од кајакану клубот Арка Борец денеска пред нашата камера информираа за своите достигнувања и награди. Како изгледа еден нивен тренинг, гледате во продолжение. Покрај машките борбени сили во кајакану клубот Арка Борец Велес, млади, амбициозни и храбри девојки се дел од тренинзите и екипата на овој кајакарски клуб. Денеска се запознавме со дел од нив. Пред нашата камера ги раскажаа своите успеси и достигнувања во својата 3-годишна кариера. Оваа година имам учествувано во еден надпревар во Скопје на диви води, освоив 3-то место. И вториот надпревар ни беше во Дебар на мирни води, освоив 2-ро место заедно К2 со Валерија Крстел. Во текот овие 3 години имам освоено доста награди. Оваа година учествував на 3 надпревари. Едниот се одржа во Србија, таму освоив 1-во место, а останатите 2 се одржаа овде во Македонија. Едниот беше на Дива вода во Скопје, таму освоив 1-во место, а другиот беше во Дебар на мирна вода, каде исто така освоив и таму 1-во место. Каде што тоа ми овозможи да бидам државен првак на мирна и Дива вода. Како што изјавија девојките пред нашата камера, тренинците се одржуваат заедно и со машката екипа, па секако е присутен надпреварувачкиот дух помеѓу машка и женска категорија, но како што велат на крајот од денот заедно се радуваат на меѓусебните успеси. Нашиот тренер ни ги закажува нашите тренинзи, тој не зима и не враќа од езеро. Кога идеме овде на езеро, прво се загреваме надвор од вода, се облекуваме во соодветна облека, подоцна влеваме во кајак, го вршиме нашиот тренинг кој што нашиот тренер ни го задава за тој ден и подоцна ги вадиме кајаците, ги сместуваме на своето место и повторно се враќаме на нашите домови. Нивните цели и планови се да ја представат Македонија и во странство. Тажна вест ги потресе Велешани. Вчера вечер почина поранешниот началник на секторот за внатрешни работи Велес Игор Ангеловски како последица од коронавирусот. Тој функцијата началник ја извршуваше во периодот на техничката влада, односно во првите 6 месеци од оваа година. Бил на лекување на инфективната клиника во Скопје, но за жал ја изгуби оваа битка со тивкиот убиец. Ангеловски представува 27-та жртва од коронавирусот во Велес. Вчера, како дел од активностите по повод Денот на Обединетите нации, 75 годишнината од подпишувањето на повелбата на Обединетите нации, председателот на владата на нашата држава Зоран Заев беше во посета на Велешкото езеро Младост. Се засадија 75 садници дрвје во околината на Велешкото езеро Младост, што беше зафатено од пожар пред повеќе од една година. Акцијата е организирана како символична заложба за позелена, подобра и одржлива иднина на сите луѓе во Северна Македонија, како еден од националните предизвици и приоритети вклучени во новата рамка за соработка на одржлив развој 2021-2025 година. Продолжуваме со вестите од Македонија. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски доцна синоќа објави дека е позитивен на коронавирусот. Би сакал да ви информирам дека и покрај строгото почитување на мерките кои што ги превземам за моја лична и заштита на луѓето околу мене од почетокот на пандемијата, вечерва добив позитивен резултат за COVID-19. Клиничката слика ми е добра со благи симптоми и веќе сум во домашна самоизолација, напише министерот Спасовски на социјалната мрежа Facebook. Се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,39%.
се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,39% во однос на малопродажните цени на нафтените деривати, утврдени согласно одлуката на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија од 19.10.2020. Малопродажната цена на Евросупер 95 изнесува 58,5 денари за литар. Малопродажната цена на Евросупер 98 изнесува 60,5 денари за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство изнесува 50 денари за литар. Малопродажната цена на Евродизел изнесува 50,5 денари за литар и малопродажната цена на мазутот изнесува 26,938 денари за килограм. Акцизите на нафтените деривати во сите групи на малопродажни цени се утврдени согласно со прописите за акцизи. Председателот на Комисијата за заразни болести, доктор Жарко Караџовски, во изјава за медиумите потенцираше дека медицинскиот кадар во борбата против коронавирусот ќе работи за заштита на здравјето на населението, како што вели со последните капки сили, при тоа апелираше до граѓаните да ги почитуваат мерките. Да, здравствениот систем трпи, здравствениот систем има можност да ги растегне тие клинички капацитети и нови интернистички оделенија да постанат ковид оделенија. Меѓутоа, све има своја мерка. Затоа е нашиот апел до граѓаните да ги почитуваме мерките, да имаме, ако ништо друго, разбирање за здравствените работници. Тие здравствени работници се се што имаме. Немаме ние нов тим или нов пул од 500 здравствени работници. Тие се тие наши, ваши пријатели и роднини. Немаме други со кои што ќе направиме замена. Почитувајќи се себе си, ги почитувате и вашите семејства, ги почитувате и нашите здравствени работници и го почитуваме здравствениот систем. Значи, лабораториите се тие кои што можат сукцесивно да набавуваат 1000 тестови. Ние финансиски ќе издржиме, тоа не е спорно. Спорно е само до кога здравствените работници ќе паднат. Ние нема да си дозволиме тоа. До задни капки од нас ние ќе работиме. Нема да ве оставиме ни вас на цедило ни население. Чешката влада донесе одлука за воведување 7-дневен полициски час во земјата од утре до 3 ноември, од 21 часот до 5 часот наутро. На Европа и треба некое сериозно забрзување во борбата против коронавирусот, но Светската здравствена организација се уште оптимисти се надева дека европските земји нема да мора да влекуваат во национални блокади. Време е за информациите од светот. Чешката влада донесе одлука за воведување 7-дневен полициски час во земјата од утре до 3 ноември, од 21 часот до 5 часот наутро. Според одлуката, дополнително ќе се ограничи работата на продавниците за малопродажба. Продавниците во малопродажба кои продолжуваат да работат според сегашните ограничувања мора да бидат затворени до 20 часот и во недела со исклучок на бензинските пумпи и аптеките. Полицискиот час ќе стапи на сила од 28 октомври до 3 ноември, од 21 часот до 5 часот наутро, рече министерот за здравство на Чешка по состанокот на владата, наведувајќи дека во исклучоците спаѓаат службени патувања и неопходни семејни посети. Чешка викендов објави дека на дневна основа има 12.472 нови случаи на коронавирусот, а 106 лица починаа како последица од COVID-19. Не можеме да се предадеме, рече генералниот директор на СЗО, кој призна дека по неколкумесечната борба со коронавирусот, во кој почина 1,1 милиони луѓе ширум светот, постои одреден замор. Генералниот директор на Светската здравствена организација изјавата ја даде денот како шефот на кабинетот на американскиот председател Доналд Трамп изјави дека САД нема да ја контролираат пандемијата на коронавирусот. Ева што ќе правиме, нема да ја контролираме пандемијата, ќе контролираме дали имаме вакцина, терапија и други средства за ублажување на болеста, изјави шефот на кабинетот на Трамп за CNN, додавајќи дека вирусот е заразен исто како и грипот. Генералниот директор на СЗО рече дека ширењето на вирусот може да се сузбие доколку надлежните лица и власти реагираат брзо.
На Европа и треба некое сериозно забрзување во борбата против коронавирусот, но Светската здравствена организација се уште оптимист и се надева дека европските земји нема да мора да влегуваат во национални блокади. Се уште се надеваме дека земјите нема да мора да влегуваат во така наречените национални блокади, рече Марија Ван Керков, технички директор на СЗО за COVID-19, на онлайн брифинг одговарајќи на прашање на растечкиот број на случаи во Европа. Според неа, во моментов за да го надминеме потребно е сериозно забрзување во превземањето мерки, рече директорката на Светската здравствена организација за вонредни состојби. Заостануваме зад овој вирус во Европа. На крајот од овие вести информираме за временската прогноза. Во продолжение гледате какво време имаме денеска, но и во текот на наредните денови. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. За повеќе детали од Велес, Македонија и светот, следете нашата Facebook страница Телевизија Здравкин и нашиот YouTube канал. Имајте пријатна вечер.